Gospodi Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, Светата Црква постепено ги подготвува верниците за деновите на покаяние, очистување од гревовите, деновите на Великиот пост. Минатата недела ја слушнавме параболата за митарот и фарисеот, каде што Господ ни покажа како треба да се каеме и да го молиме за прошка на гревовите. А денес ја слушнавме параболата на Спасителот за блудниот син. За тоа како дури и големиот грешник Господ го прима ако донесе искрено покаяние за своите гревови. Рече Господ во парабола: некој богат човек имал 2 сина, и така, помладиот од синовите го замолил татко му да му го даде неговиот дел од имотот. Таткото постапи според желбата на неговиот помал син и му го предаде неговиот дел од имотот. По некое време овој син го собра сето свое богатство и замина во далечна земја, и таму упропасти се, живејќи блудно. Богатиот човек, тоа е Господ, 2 сина, постариот син, тоа е светот на ангелите, помладиот, тоа е целото човештво, и секој од нас. Што се случи со помладиот син, тоест со човештвото? Адам и Ева беа создадени во рајот од својот Творец, Бог Отец, но тие сгрешија, отпаднаа од Господ, се оддалечија во далечна земја. Го расторија целото духовно богатство, разумот, срцето и верата, се. Како што беа Адам и Ева, така станавме и сите ние. Секој човек го носи Божиот лик. Секој човек добива најголема благодат, големите Божји дарови при светото крштение. Но уште од детството, од младоста, почнуваме да го растураме Божјото наследство, се повеќе оддалечувајќи се од Бога во далечната земја, преку нашите гревови. Што е далечната земја? Тоа е состојба на грев. Кога душата е исполнета со такви мисли, чувства, желби, зборови и дела кои му припаѓаат само на ѓаволот и не оддалечуваат од Господа. И колку се потешки гревовите, колку повеќе ги има, толку повеќе човекот се оддалечува од Бога. Така отпаднало целото човештво, така отпаѓаме и ние од Небесниот Отец. Но евангелскиот блуден син, кој осозна својата духовна беда, кога разбра што загубил и во каква ужасна состојба се наоѓа, рече Господ: тој дојде при себе, се сети колку слуги кај татко му живеат во изобилство, а тој тука загинува од духовен глад. Ќе станам, си рече самиот, ќе отидам при татко ми и ќе му кажам: татко, не сум достоен да се наречам твој син, но прими ме барем како еден од твоите слуги. И со таа мисла тој стана и тргна кон својот отец. И додека се уште бил далеку, Отецот, како севишен и семилостив Бог, кој веќе го знаел неговото покаяние, излегол да го пречека и му се фрлил во преградка. Го бакнал и не ги ни слушал зборовите на синот кој му велел: татко, недостоен сум да се наречам твој син, но место тоа им наредил на слугите да донесат најубава облека за синот и да му стават прстен на раката, да го обујат во обувки и да заколат угоено теле,
за да се радуваат и веселат, зашто овој син беше мртов и оживе, беше загубен и се најде. И таткото направил гозба и сите се радувале за враќањето на синот. Но со оваа парабола јасно се покажуваат зборовите на Господ. Голема радост настанува на небото за еден грешник што се кае, чие срце не би било трогнато од љубовта на таткото, кој уште оддалеку го гледа својот блуден син, кој го потрошил својот имот, ги истрошил сите своји духовни и телесни сили, му истрчува во преградка, го бакнува и го враќа во првобитната чест. Не како слуга, како што барел синот, туку како свој роден син. Но ние знаеме и за поголема љубов од оваа што ја кажува параболата. Ние знаеме за неискажливото, недостижно милосрдие Божјо кон паднатиот човечки род и кон секој од нас. Небесниот Отец уште на вечниот совет со својот единороден син и Светиот Дух решил да го испрати на земјата, во далечната земја, својот единороден син, Господ наш Исус Христос. Самиот Господ влезе во таа далечна земја, го остави небото, живееше како обичен човек. Тој ги помина сите човечки возрасти, не познавајќи грев, беше навредуван и гонет. Дури и очигледните чуда негови ги хулеа фарисеите. Луѓето го нарекуваа бесомачен, волшебник, поврзан со ѓаволот, го навредуваа, го гонеа, на крај го плукаа, го тепаа и го распнаа на крстот. Господ не повикува сите нас, дојдете при мене сите што сте уморени и обременети со гревови, измачени во душата и телото, дојдете, и јас ќе ве исцелам. Ќе ве успокојам во царството на Небесниот Отец, каде што ќе заблескате како сонце, ќе бидете во неискажлива радост. Дојдете, вели Господ. Дали ќе го отфрлиме Словото Божјо? Дали ќе останеме меѓу оние што го отфрлаат Господа, што го навредуваат со зборови и со дела, што предпочитаат да живеат во далечната земја и таму да загинат? Секој грешник има можност да се врати кај Небесниот Отец, како што се врати блудниот син. Затоа е потребно да ја осознае својата состојба, да се покае и искрено да се врати кон Господа, кој секогаш е подготвен да го прими како свое дете. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.